Следува дневник на К1 телевизија. Добре дојдовте. Еве ги настаните кои го одбележаа денот. Во Кавадарци се одржа дводневна обука за зајакнување на вештини за представување на младите на пазарот на трудот. Младите да се вратат во родните огништа е мотив повеќе за локалната самоуправа на општина Грацко. Ке се вратили повторно киното во Велес. Националниот младински совет на Македонија изминатите денови во Кавадарци одржа дводневна обука за зајакнување на вештини за представување на младите на пазарот на трудот, со наслов "Како успешно да се представам на пазарот на труд", која се спроведе во рамки на проектот "Со вештини до можности за младите". Како успешно да се представам на пазарот на трудот беше дводневната обука која изминатите денови Националниот младински совет на Македонија ја одржа во Кавадарци. Обуката имаше за цел да ја зголеми способноста и вработливоста на младите при избор на нивната професија и развојна кариера. Истата се спроведе во рамките на проектот "Со вештини до можности за младите". Се надеваме дека сите оние меки вештини кои што тие ќе ги стекнат во текот на тие 2 дена ќе им користат многу при нивната кариера во иднина и нивниот професионален развој. Оваа обука е дел од вкупно 8-те, ова е втората обука од вкупно 8-те обуки кои што се реализираат во склоп на еден поголем проект кој што се вика "Со вештини до можности за младите". Овој проект е организиран од страна на Националниот младински совет на Македонија. Оваа обука им помогна на младите да стекнат дополнителни вештини кои ќе им бидат поддршка при нивната понатамошна кариера, професионален развој и избор на студии кои кореспондираат со нивните желби. Целна група на дводневната обука беа млади лица од Вардарскиот регион на возраст од 18 до 29 години. Во меѓувреме, Националниот младински совет на Македонија организира вакви работилници секој месец, нели, вкупно 8, во сите 8 региони на Македонија, со тоа што во секој регион има различни организации кои што функционираат како регионални канцеларии на Националниот младински совет и ја овозможуваат логистичката поддршка. Младинскиот центар Креактив од Кавадарци ја овозможи логистичката поддршка за сите работилници. Во наредните 8 месеци се планирани вакви обуки кои имаат за цел да обучат вкупно 160 млади од Вардарскиот регион. Младите да се вратат во родните огништа е мотив повеќе за локалната самоуправа на општина Грацко. За подобрување и развој на руралните средини, градоначалникот Жанета Чаушевска вели дека поголемиот дел од финансиските средства се насочуваат кон руралните средини. Патната инфраструктура е главниот предуслов за заживување на руралните средини. Желбата да се вратат младите во старите огништа е мотив повеќе за нас како локална самоуправа, поголемиот дел од финансиите да ги насочиме кон развој на руралните средини, вели градоначалникот на општина Грацко Жанета Чаушевска. Во главном сите села се кај нас поврзани со асфалт, со локалниот пат и регионалниот пат. Остана уште селото Грнчиште. За тука интересно е што имаме доста млади кои што сакаат да се вратат назад на земјиштата кај што имаат веќе земјиште од нивните предци и да се занимаваат со земјодели. Земјоделието и во овој крај е главната гранка за екзистенција. Чаушевска вели дека се поголем е бројот на млади кои се занимаваат со земјоделие. Имаме голем број таму земјоделски површини, но и пасишта, веќе има таму млади сточари кои што семејства кои што одгледуваат околу 1500 овци, така да веќе тука го имаме. Значи гледаме дека има интерес, се надеваме кога ќе обезбедиме услови дека ќе се јават и други заинтересирани.
И оваа година Општина Градско дел од проектите ќе ги насочи кон подобрување и развој на руралните средини. Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот ја подготвува представата Ана Комнена. Станува збор за последната премиера на минатогодишната програма на Велешкиот театар. Премиерата се очекува да биде кон средината на месец февруари. На текст на Сашо Димовски, а во режија на Ненад Витенов и Васил Зафирчев, Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот ја подготвува представата Ана Комнена. Станува збор за последната премиера на минатогодишната програма на Велешкиот театар. Станува збор за голема продукција, византиска тема, во која учествува речиси целиот ансамбл на театарот, како и неколку постојани надворешни соработници и млади студенти. Ова е голем проект на кој постпродукцијски се работело 2 години. Ана Комнена е тема која што опфаќа еден голем историски период од владењето на комнените, особено Алексеј Комнен. Тој е династијата на комнените која што владеела во Византија. Посветена е токму на неговата ќерка Ана Комнена, која што е некронисана императорка на Византија и воопшто прва жена во светската историја која што ќе напише првата историска книга, Алексијада. Зафирчев истакна дека тоа ќе биде провокативна тема, иако самиот драмски текст третира голем историски период, но представата ќе биде исклучително современа. Ќе го преиспитува феноменот на власта, феноменот на моќта и жената, и позицијата на жената во сето. Тоа станува збор за исклучително моќна историска фигура. Ликот на Ана Комнена го толкува Кети Борисовска, сценографијата е на Валентин Светозарев, костимографијата на Раде Василев, драматург на представата е Јелена Лужина, музиката на Сашко Костов. Премиерата се очекува да биде кон средината на месец февруари. Според анкетата која К1 телевизија ја направи, велешани сметаат дека во Велес повторно треба да се врати киносалата. Тие паметат кога пред некогашната кинобилетара имало редици и се барало билет повеќе. Памела Дамчевска ја анализираше оваа тема. Велешани сакаат кино. Анкетата на К1 телевизија покажа дека кај повозрасните се уште се свежи сеќавањата кога пред некогашната кинобилетара имало редици и се барало билет повеќе. Градот кој некогаш имал 2 кина, анкетираните лица сметаат дека не би требало денес да останат без киносала. Треба да има. На времето ние кога бевме млади имаше 2 кина. Едното беше Вардар, другото кино 11 октомври. Тога беше народот се буткаме за карти за да извадиме. И друго е да гледаш на кино, 90 минути да уживаш во еден филм и најновите филмови да ги доставуваат, друго е на телевизија, затворен си дома, не е интересно, друго е публиката да гледаш. Треба да има, се треба да има, оти тоа што било отпорано не се изгубува. Не значи ова младежов треба да научи некој работа од филмовите. Не само од телевизијата, а во филмовите се вие во киносалите се подруги. Повозрасните велешани сметаат дека киното е културно наследство и токму затоа на Велес му треба киносала. Како културно наследство би требало тоа да го има. А без нема врска колку ќе биде тоа посетено или што ти е знам таа. Меѓутоа како културно наследство треба да го има. Оваа година филмови на големо платно сепак ќе се прикажуваат во Велес. Министерството за култура, објавувајќи ја годишната програма, одделила средства за прикажување на филмови во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот. Уметничкиот директор на оваа институција, Васил Зафирчев, вели дека засега не се знаат имињата на филмовите кои што ќе бидат прикажувани, но очекува тие да побудат интерес кај велешани. Минатата година, како што знаете, имавме интересни филмски остварувања од кинематографија кои ретко имаме можност да ги видиме, како што е иранската кинематографија, корејската, кинеската. Станува збор за исклучително атрактивни филмски остварувања кои што ретко имаме можност да ги погледнеме, но драго ми е што таа пракса за таква дисперзија на филмска програма низ повеќе градови во државата ќе продолжи и следната година, се надевам и наредните години, се со цел да се поддржи филмското творештво, да се поддржи
потребата на публиката да доаѓа во театар заради недостигот на автентични, адекватни киносали кои ќе вршат редовни кинопроекции. И додека се очекува разрешница ќе има ли Велес кино или не, влюбениците на филмската уметност, најновите филмски остварувања се принудени да ги следат на големото платно во македонската метропола. Фатиме, ако можеш, на Леонардо Ди Каприо и Том Хенкс е најверојатно еден од последните емитувани филмови на големото платно во Велес. Овие избледени плакати се доказ за ова. Во салата Бели Мугри во Велес вчера вечер се одржа втората ораторска вечер на турски јазик Шефки Сали во организација на Турската демократска партија. Темата на која што учесниците говореа беше портите на образованието, а победник на ораторската вечер е Назиф Ахмед. Младиот Назиф Ахмед го освои тричленото жири и многобројната публика присутна на ораторската вечер на турски јазик Шефки Сали во организација на младите од турската националност од Велес. Темата на која што тој и останатите три други учесници говореа беше портите на образованието. Оваа победа за Ахмед е од големо значење, но и неочекувана. Јас сум многу радосен што исто така шири комисијата ме избра не да бидам првак, но уште еднаш сакам да потенцирам дека јас само не сум првак. Секој кој што испадна на оваа сцена е првак. Мојата мотивација беше јасно образование. Значи, живееме во 21 век каде што мораме сите да бидеме образовани, бидејќи во таква средина живееме што се ни е овозможено. Имаме бесплатно школување, имаме добра настава која што ќе ни помогне во се. Генералниот впечаток на председателот на младината на Турската демократска партија е дека оваа ораторска вечер понуди квалитетни содржини и прекрасни настапи на амбициозни млади луѓе. Младите беа организирани доволно. Значи со темата беше за образование, значи младите кои образованието е битно за младите, тука си ги искажаа своите недостатоци во образование, проблемите и исто така навремено успесите што ги прават ни целата година во образованието. Организаторите велат, целта е да се поттикнат младите да ги искажат своите ставови со што е можно поубедлив настап. Темата оваа година беше во однос на образованието, болна точка на турската нација. Не само во Велес, туку и пошироко можам да кажам дека во цела Македонија, затоа што се соочуваме со многу проблеми како што е проблемот со раното стапување во брак, недоволните финансиски, недоволната моќ финансиска за да може децата да се образуваат и сето тоа младите го искажаа на многу добар и пријатен начин кој што влијаеше на аудиториумот, а сето тоа многу добро се познава по аплаузите кои што ги добија како фидбек од самиот аудиториум. Подмладокот на Турската демократска партија велат дека оваа ораторска ќе стане традиционална со тоа што ќе ги обединува сите млади во Република Македонија. Рокот за составување на нова влада истекува денеска на полноќ, откако на 9 овој месец председателот Ѓорѓе Иванов му го довери мандатот на лидерот на ВМРО ДПМНЕ, односно на партијата која на предвремените парламентарни избори освои најмногу гласови. Екстерното тестирање за матурантите ќе се спроведе од утре до 3 февруари. Ова се вестите од Македонија. Доцна синоќа заврши состанокот на Централното председателство на ДУИ во партиското седиште во Тетовска Мала Речица, на кој се расправаше околу позиционирањето на ДУИ дали ќе биде дел од идната владина коалиција. Портпаролот на партијата Бујар Османи изјавил дека седницата на председателството ќе продолжи и денеска. Се уште не се исцрпени сите аргументи по однос на опциите кои што ги има ставено ДУИ на маса. Консултациите продолжуваат. Полека сите аргументи се сведуваат на утврдување на платформата на ДУИ и условите кои што се поставени, така што ќе очекуваме реакција од политичките партии на тие услови што ДУИ ги има поставено. Платформата на ДУИ е инкорпорирана во Сеалбанската декларација, изјавил Османи. Тој ги демантираше информациите дека тројцата партиски подпредседатели Теута Арифи, Невзат Бејта и Иџет Меджити ја напуштиле седницата. Лидерот Али Ахмети во куса изјава рекол дека нема одговор со кого ќе бидат во коалиција, но дека ги анализираат сите опции за најдобрата одлука за сите граѓани на земјава.
Екстерното тестирање за матурантите ќе се спроведе од утре до 3 февруари. Како што соопшти Државниот испитен центар, со тестирањето ќе бидат опфатени 18.600 ученици во завршни години во средното образование. Една недела пред тестирањето, учениците добија информација за деновите на тестирање, а во петокот училиштата ги објавија и распоредите со предмети по кои учениците ќе бидат проверувани. Државниот испитен центар информираше дека прелиминарните резултати ќе бидат објавени на 7 февруари 2017. Француските социјалисти и сите оние кои сакаат да учествуваат на прелиминарните избори денеска избираат меѓу Мануел Валс и Беноа Амон за тоа кој од нив ќе биде кандидат на предстојните претседателски избори во Франција. На 1 февруари ќе се одржи нова рунда преговори меѓу Белград и Приштина, соопшти Европската комисија. Вести од светот. Двајца кандидати ќе се борат за кандидатурата за председател на француските социјалисти на прелиминарните избори. Француските социјалисти денеска избираат меѓу Мануел Валс и Беноа Амон, јавува дописникот на Мија од Парис. Двата кандидати, иако се од иста партија, сепак од нивните програми и декларации се констатира дека во Социјалистичката партија на Франција има две левици. Вечерва ќе се знае која од двете струи на Социјалистичката партија на Франција ќе добие можноста да ја води партијата на претседателските избори, која по мандатот на Франсуа Оланд се наоѓа во тешка ситуација. Со предност на денешното гласање тргна Беноа Амон пред Мануел Валс, откако на Амон подршка му изразија повеќето од 5 други кандидати во првиот круг и пред се историската фигура на Социјалистичката партија Мартин Обри, кирката на Жак Делор. На 1 февруари ќе се одржи нова рунда преговори меѓу Белград и Приштина, соопшти синоќа Европската комисија. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност и председателка на Европската комисија Федерика Могерини ги повикала премиерите на Србија и Косово, Александар Вучик и Иса Мустафа на 1 февруари да присуствуваат во Брисел на нов диалог на високо политичко ниво со цел нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Високата представничка очекува продолжение на разговорите за отворените прашања, за примена на веќе постигнатите договори, како и за чекорите за продолжување на диалогот. Ова стои во соопштението на Европската комисија. Рускиот председател Владимир Путин и американскиот председател Доналд Трамп синоќа при телефонски разговор зборувале за ситуацијата во Сирија, Украина и нуклеарната програма на Иран. Ова го соопшти Кремљ. Двајцата лидери се договориле да работат на одредувањето на времето и местото за нивната средба, како и да бидат во постојан контакт. Кремљ наведе дека во текот на разговорот не се споменало намалување на санкциите на САД против Русија. Лидерите се согласиле дека е приоритет соединување на напорите во борбата против меѓународниот тероризам. Но и двајцата се истомисленици за користа од координирањето на руските и американските акции во борбата против Исламската држава и другите терористички организации во Сирија. Кремљ соопшти дека Путин и Трамп ја нагласиле важноста за обновување на трговските и економските врски меѓу двете земји. Фен Индустри во Кавадарци беше убедлив против Пелистер со резултат од 88:51. Следниот надпревар Фени ќе го игра во вторник со Кожув во рамки на БиБЛ лигата. Федерер го собада Надал со 3:2 во сетови во финалето на Австралија Опен. Следуваат и останатите вести од спортот.
По 10 одиграни кола во домашното кошаркарско првенство, Фин Индустри со 9 победи останува на врвот на табелата заедно со Работнички. Кавадарчани ја оправдаа фаворитската улога, го нагостија Пелистер и го испратија назад в Битола, запишувајќи победа од 88:51. Уште на почетокот на надпреварот, разликата во квалитет беше очигледна, зашто изборува огромната разлика со која домакините победија на крајот. Во првите 20 минути се играше до некаде израмнето, со многу подобра игра и процент на шутот од надворешните позиции на кошаркарите на Фин Индустри. На почетокот од третата четвртина, водени од Пајич и Джекич, домакините избегаа на скоро 20 разлика и го решија прашањето на победникот. Според планираното така испадна. 37 разлика. Добивме еден лесен противник, али на оваа утакмица ги заштедивме главните играчи кои што треба да настапат во вторник. Играме Бибол, продолжава Бибол со екипата против Кожув. Во вторник е против Кожув, што очекувате? Ние како Фин Индустри на секоја надпревар одиме на победа. Мислам дека ќе биде многу различна утакмица од оваа. Мораме да дадеме максимум ако сакаме да ја добиеме таму, затоа што Кожув е добра екипа која што во последните 3-4 утакмици игра многу во поголема форма, подобра форма. И покрај борбеноста, избраниците на Зоран Петковски нема енергија за подвиг или пак за едноцифрен пораз. Напротив, откако настана ротација во двете екипи, последните 10 минути донесоа голема разлика во квалитет и победата на домашната екипа стана супер убедлива. Битолчани знаат дека бодови за опстанок ќе бараат против некој друг лигаш, а не против квалитетниот тим на Фин Индустри. Што се однесува до нашата екипа, ние сме доста далеко во овој момент по квалитет со Фени и со уште 2-3 екипи во Македонската лига. Свесни сме за тоа, знаеме кои ни се можностите, колку можеме. Оние надпревари што можевме, што ни беа зацртани пред првенството да ги добиеме, до сега сите ги добивме. Имаме 4 победи, така да кажем, не ќе премногу да се трошиме на овој надпревар, знаевме дека многу тешко ќе биде со освојтука Кавадарци. 4 кошаркари беа двоцифрени во победничкиот табор. Пајич беше лидер со 13 поени, Джекич постигна 12, додека Магдевски и Петровски запишаа по 11 поени. За Пелистер двоцифрен беше единствено Фил со 16 поени. Ваквите надпревари се одлична можност за помладите кошаркари да ги покажат своите квалитети и да се докажат на терен. Можности кај што ние можеме да ги покажеме нашите квалитети. Во надпреварите кај што играме со потешки противници, тренерот уште не ни дава таква можност, но овие се тие надпревари кај што може да ги види нашите квалитети. И твојот коментар за денешниот надпревар? Пожртвувана игра, второ полувреме игравме подобра одбрана и добивме еден лесен противник. Следниот надпревар е веќе во вторник, кога Феник игра против Кожув во рамки на Библ лигата. Денеска имаме сончево време со умерена облачност. Температурата се движи од -2 до 4 степени. До среда ќе се задржи претежно стабилно и суво време. Во среда, кон крајот на денот и во четврток, се очекуваат локални врнежи од дожд и снег. Графичкиот приказ во продолжение.
Со оваа информација за временската прогноза го завршуваме дневникот. Пријетно!